Стефан, ти имаш 22 години, студираш на правниот факултет и ми кажа дека имаш колку испити? 9. 9, да. Колку години студираш? Ова ми е 5-та година. А ти на медицина се запиш или на правен? Направен. Зашто толку долго студираш? Па не Или знам. многу учиш, ти треба да бидеш Треба добар да седнам, правник. да научам. Да. Нема, ти Не темелен си сваќам изгледа. нешто брзо изгледа. Темелен си изгледа. Да, сакам се убаво, нели има големи книги, па сакам убаво Каде да живееш? Од Рачево. Мачево ти од Рачево или? Не. Јас сум од Рачево. Ти, па Мачево ми од Рачево. Да, Кога почна да пееш? Као прв пат, значи прв контакт можам да кажам, нели, прв јавен настап и прв контакт со музиката ми е, мислам дека во 6-то оделение имаше, учев во Кузман Јосифовски Питу во Кицела вода школата. И имаше аудиција во кој се бира 10 најдобри. Добро, што Пејачи од се школата. случи? Те не одбра? Да, ме одбра во 10 најдобри, Тоа ти е не знам првиот колку. настап. Така, да. А каде имаш настапувано последниот период? На 17 години настапов на Сончена скале, па на Охрид фест, На Сончена скале си бил, гледаш, јас не знам. Која година си бил на Сончена? 2010, пред 5 години. Со која песна? И Чија? на Григор Копров. Дај, па што прашам, што Да, Копров се да. иде глупости. Да. Да. И така, Дојчин и Борче исто. Тројцата направи песна. Зошто влезе во ова реално музичко шоу? За да те видат, за да те дознаат? Океј, влезе. Какви ти се сега чувствата, осознанијата? Моментално, Да. денеска после, нели, последниот лајв сум збунет. Искрено се уште се барам себе си каде сум и знам што сакам да пеам, но ете до сега експериментирав неколку, нели, песни, но сега веќе се осеќам, почнам да се од после вечерта, вчера вечерта се осеќам веќе кај треба да бидам и што треба да пеам и дека треба малце според мене искрено да го кажам она што ја го кажам, тоа искрено што го мислам, но некад сум со резерва. Добро, кога сме веќе кај искрено кажување и резерва. Мислам дека си многу повеќе резервиран отколку што си искрен, калкулираш многу, тоа сум ти го кажала и друг пат, но како реагира твоите на целиот овој твој потек? За во ова шоу? Па, родители како родители, кога прв пат им кажав дека имав многу кратко време да размислам дали ќе дојдам во ова шоу или не. Прво беа мајка ми, значи прво беше моето да што со факултетот. Зашто знаат дека го завлеков, а не требаше да биде така, ја нешто обеќав, а не го исполнив. И првиот момент беше што со факултетот. Нормално, како секој родител сака детето да нели да биде со диплома. Но реков дека ова е последен пат каде што ризикувам, каде што го ставам факултетот, нели. Јас сум кај мене цел живот е тоа што јас сакам, значи сакам да го завршам, сакам све да завршам, но музиката е буквално појака од мене. Никој не ме разбира, ја го викам тоа е како болест. Значи тоа е во тебе и стварно сакаш да го работиш тоа. Значи имам неколку претходни обиди кај што сум имал некој, нели, ете таков период кај што може би губење на самодоверба во однос на музиката, но секогаш викав ќе биде подобро, можеш ти, ќе биде подобро издржи и еве денеска сум во ова шоу. Само ради тоа зашто знам дека искрено сакам да го работам тоа и знам дека некој ден ќе се исплати тој целиот труд претходно. Веруваш ли ти тоа дека овој труд ќе ти се исплати еден ден? Сигурен сум. Сигурен си. Имаш ли девојка? Не. Зошто? Па така влегов во шоу, имав, па немав, па имав, па пред да влезам така. Немав така некој период. И? И? Се влезе сам? Да. Без никаков багаж емотивен? Така, да. Што те растажува најмногу? Неправда. Ја има ли тука таа неправда во шоу? Па се уште мислам дека се уште ја нема, но можно и да има. Не знам, ја се уште не сум сигурен. Се уште сум резервиран како што зборевме, нели? Не знам. Сепак сме многу луѓе се уште и ќе видиме до крај како ќе биде, кај ќе стигнеме. Кога зборуваш за музика и колку ти таа тебе ти значи,
Знаеш дека таа подразбира и еден емотивен став, емотивен багаж. Го имаш ли ти тој емотивен багаж за да пееш песни кои што навистина се захтевни и бараат да се истопориш цела емотивно на сцена? Да. Го имаш? Сигурно. А зошто никако не ти верувам? Зашто се уште реков до овој лев, се уште се бара в себе си. Мислам, како да го истакнам тој... Не мислиш дека си даваш премногу време? Да, си давам. Па не мислиш дека тоа не е добро? Сигурен сум дека не е добро. И што ќе направиш за да го смениш тоа? Нареден лев ќе го покажам истинското од себе. Сигурен сум дека нареден лев ќе биде многу подруго. Зашто прошиот пат нели имав коментар од Роки дека најмалку напредувам. Цела вечер тогаш не спиев, зборев со него и цела вечер не спиев и баш размислов на таа тема зошто е тоа така. Можеби останав бирав можеби песни кои ми беа експериментно, ми беа во некоја си таа комфортна зона што нарекувате. Никогаш осам последнава. Добро. Никогаш не дозволив да зашто ги знаев текстовите, ја знаев мелодијата и никогаш не дозволив нешто ново што треба вистински да го научам да се внесам во тоа. Стефан, што работат твоите? Мајка ми е во клиничка биохемија, државна болница, татко ми е во пензија. Татко ти е во пензија. Имаш браќа, сестри? Брат. Колку? Постар од мене 2,5 години. Што работи тој? Во единица за брзо распоредување. Аха, добро. Живеете сите заедно во Драчево, една фина семејна атмосфера. Прекрасно, да, прекрасни родители. И си имал убаво детство, предпоставувам. Да. Не си немал некои трзавици. Не. Кој бил твојот најголем проблем кога си раснал? Најголем проблем. Па, кога сум растал, мислам дека сум немал некој посебен. Не си имал некакви пороци, некакви забегувања од страна, Не, ништо не, си не, бил не. примерно дете, фино, културно. Нормален. Имаш строги родители или? Не, реални, мислам, многу знаат кога треба да се даде нешто, кога не треба. Премногу добри. Мислам, тоа сум сигурен. И те поддржуваат во ова што го правиш, нема никаков проблем? Да, кај нив е секогаш е прво, знаеш, мораш да го завршиш факултетот, па добро, така имаш е. време за музиката, јас секогаш викав не, морам да морам како да искористам што можам повеќе од музиката. Факултетот ќе се заврши. Така, да се испиташ сам себе Да. си. Што мислиш ти, кој е условот за да бидеш звезда? Условот? Да, што треба ти, Стефан, да направиш се за да бидеш звезда? Да покажам енергијата која сум сигурен дека ја поседувам, но не знам се уште кога пишувавме, нели, имавме задача да пишеме и тоа го впишувам дека да покажам енергијата која вистински ја поседувам, но се уште не знам како да ја изнесам. Значи дојден сум тука и тоа да го научам. Дали ти помагаат тебе професорката по А не тоа премно. ти помага за да постигнеш тоа што треба да постигнеш. Но мислам дека ти имаш еден главен проблем со излегување на сцени, си под еден чудесен стрес. Имаш еден невиден притисок кој сам себе си го дозволуваш. И тоа е една ексклузивност која што не треба да повеќе да ја правиш и да ја имаш. Што мислиш за Валери? Валери? Па искрено моментално не знам што да мислам за нејза. Не ти верувам. Зашто? Не. Што мислиш за Валери? Она е фина девојка, стварно мислам е прекрасна девојка, колку што до сега се покажала, но јас за нејза најискрено го менувам ставот од ден на ден, а реков дека во оваа куќа, мислам баш и вчера го правев тој муабет, не знам, со Мари и со Зоја беше, дека во оваа куќа не сме да се дозволи да се ствара определена слика за некого од ден на ден. Мислам, тоа Не те разбрав ништо. Значи те молам, кажи ми што мислиш за Валери, да. Најискрено не знам што да мислам. Она еден ден е мирна и ништо не збори, другиот ден е расположена, третиот ден не. Тотално ми е
Немам, стварно, вистински немам определено слика за нејз. Најискрено немам определена слика. Мислам дека за секој друг имам определено по некоја слика во куќава. Шокс. Не си се обидел да и придеш, да... Тоа беше на почетокот, беби. Не, дали си се обидел да и придеш да разговарате? Па имавме еден разговор, но не... Мислам дека, на почеток мислам дека најмногу ќе можам со нејза да комуницирам, но моментално мислам дека не можам да комуницирам. Не можете да комуницирате двајцата, зошто? Не знам. Ја вчера го правев такмовет, стварно не знам зошто не најверојатно не се доволно разбирам. Мислам, јас стварно ја сакам, ја почитувам, јас секогаш го куќава. Го почитувам и го сакам. И со никого не ќе да имам, нели, лош однос, но... Добро, ти студираш на правен, ти Да, се спремаш за политички да бидеш коректен нека ми стои дипломата, тука музиката мора да ми упрфам како е да. Ето, стварно со Валери, не знам зашто, но се уште, валјда и она е порезервирана од мене, и тоа не знам зашто. Но се надам дека понатаму ќе се средат работи, дека можеме да комуницираме вистински како... Кој мислиш дека од твоите колеги може да биде звезда? Кој може да Освен биде ти звезда? за себе верувам дека мислиш, но покрај тебе кој мислиш дека ќе биде звезда? Кој мислиш дека ќе победи? Тоа не знам. Тоа се смеевме пред некој ден, правевме исто мојот во куќава, имавме сите мислење од прилика кои 6 биделе у финале. Сега никој нема мислење. Никој нема за ништо мислење моментално. А кој мислам дека ќе биде звезда? Мија, што Мија е стварно изграден карактер, прекрасно пее. Марио, ја тоа го зборам, што и да прави, он се сноси со тоа. Тоа е, секоја чест на... Он и не трпи авторитети, како што самиот кажува. Ја тоа не го поддржувам, зашто сепак треба да... Ако учиш... Слуша. Да, ама... Оној кој што тој ќе си одбере, тој си слуша. Кажи ми, извини, Стефи, кажи ми, има ли нешто што тебе ти создава немир? Или си немаш такви емотивни засекувања во твојот живот? Кога си бил најтажен? Најтажен? Вака, ја после мислам, почнав со менаџерка, значи Сунчена скале, Охрид фест, не знам, спот, песна. Тоа беше стварно еден прекрасен период за мене, не можам да го негирам тоа. Ја кажам дека може би еден на најсрекните моменти ми е Сунчена скале, зашто прв пат, значи, влегов во светот, нели, на музиката и прекрасно искуство, но после отприлика една година, значи 3 песни се снимија, спот и настапи, нели, слично, се пропадна преку ноќ. Буквално за... Како? Менаџерката која беше ми кажа дека повеќе нема да работи со мене, дека има други приоритети во животот, ја тоа сосема го сваќам, но за дете од 17 години мислам дека е многу тешко тоа да го прифати. Кога мислиш дека си влезен во нешто, многу е лошо да почнеш. Ја викам после толку време, ја викам многу е поубаво да почнеш од нула па да идеш нагоре, него да почнеш со Сунчена скале и било каков некој голем, нели, настан, па да идеш надоле. А последно не на 17 години, каде што се уште не си изграден карактер, каде што се уште не знаеш кој си, нели, се осознаваш од тие години, и многу е лошо да, еве да кажам, нели, веќе на 18 години да изгубиш самодоверба, сам зборале, нели, за тоа, да изгубиш, знаеш, се вика, стварно правев нешто, се вложував, се трудев, и најна свети пропаѓа вода. Тоа не знам, ја не знам, моје мислење дека не би требало во музика да влегуваат деца од 17 години, 18, дури не, или ако немаат некоја 100%. Добро, тогаш Бритни Спирс, Кристина Илијача, тие се од 5 години. Не збориме за светска слава, значи збориме за во наша. Ама тебе ако не ти е репер светот, ако ти е репер Македонија, репер ми е светот. Тогаш погрешен ти е концептот. Да. Не постои вистинска граница и вистински години за ниту една уметност, било да е театар, било да е филм, било да е пење, бенд, значи не постои граница. Така, но дали секој може да, мислам, тоа да не го... може секој. Да го истражи. Па тој кој што најмногу може да го издржи, тој ќе успее. Мислам дека ти е јасно. Така ти барем некој бенефит да видиш од ова шоу, да те видат професорите, ти попушта да дипломираш. Да поминам на прав. Може. Да. Ти ќе си го завршиш факултетот, но исто така мислам дека да престанеш да калкулираш
ова е побезбедно, ова не е безбедно. Мислам дека многу сакаш да си безбеден, а од друга страна сакаш и да успееш. Значи, имам чувство дека не сакаш да ризикуваш. Имам прави или не? Може би. Може би, да. Може би. Не, јас сакам да ризикувам, али не знам како зашто. Паќал сум тој период. Ризикував, но добив искуство, се е искуство во животот. Се е искуство во животот, се е школа, многу работи од таму научив, но после тој, ете да го кажам, условно кажам, ризик, сега сум малку вистински порезервиран. Али сметам дека во ова шоу не треба како што нели има правено ново, дека не треба да бидам толку резервиран. Стефан, не болеше? Не, супер беше. Ајде. Благодарам. Нема проблем. Ајде, чао. Чао.